Ќе прочитаме целата глава. 7 глава, второ послание до Коринтијаните на апостол Павле. Да го чуеме Божјото Слово. И така, возлюбени, имајќи ги овие ветувања, да се очистиме од секоја духовна и телесна нечистота, довршувајќи ја својата светост во страв пред Бога. Дајте ни место во своите срца. Никому не му направивме неправда, никого не упропастивме, никого не искористивме. Не ви го велам ова за да ве осудам, зашто реков пред малку дека сте во нашите срца, за да умреме и за да живееме заедно. Имам голема доверба во вас и многу се фалам со вас. Исполнет сум со утеха, преизобилувам со радост во сите наши неволји, зашто од кога дојдовме во Македонија нашето тело немаше мир, туку од секаде бевме во неволја, однадвор борби, внатре страв. Но Бог кој ги утешува потиштените не утеши со доаѓањето на Тит, и не само со неговото доаѓање, туку и со утехата со која тој се утеши заради вас, известувајќи не за вашиот копнеш, за вашиот плач, за вашата ревност за мене, така што се зарадував уште повеќе. Зашто ако ве и нажалив со ова писмо, не се кајам. Па ако сум се и покајал, навистина гледам дека посланието ве натажи, ако и за малку, сега се радувам. Не заради тоа што се нажаливте, но дека се нажаливте за покаяние, зашто се нажаливте по Бога, така за да не бидете оштетени од нас во што и да е. Зашто жалоста по Бога донесува покаяние за спасение, за кое не се кае, а жалоста на светов донесува смрт. Зашто ете тоа што се нажаливте по Бога ви создаде вам не само голема сериозност, туку и одбрана, и негодување, и страв, и копнеш, и ревност, и казнување. Покажавте во се дека сте чисти во тоа дело. Така, ако ви и напишав, не го напишав тоа заради навредувачот, ни заради навредениот, туку за да се покаже при вас пред Бога вашата ревностна грижа за нас. Затоа се утешивте. Но покрај оваа наша утеха, многу повеќе се зарадувавме заради радоста на Тит, зашто сите вие го освеживте неговиот дух. Ако му се пофалив со нешто за вас, не се посрамив, туку како што ви зборувавме, се во вистина, така и нашето фалење пред Тит се покажа вистина, а неговото срце уште повеќе чувствува за вас, која ќе се сети за послушноста на сите вас, како го примивте со страв и трепет. Се радувам што можам во се да се надевам на вас. Амин. Сега може да ги свртиме нашите Библии назад кон Евангелието според Матеј, 5 глава. Се наоѓаме беседата на гората, та позната проповед на Господ Исус Христос, каде што своето говорење започна со искажување на блаженства или благослови на оние кои што се Божи слуги, на оние кои што го имаат Бог во нивното срце и копнеат по небесното. И кажавме минатата недела дека блаженствата се блаженства кои се особини на верникот, на оној кој што го има Христос Исус, и без блаженствата не може еден човек да се нарече христијанин. И затоа тие блаженства не се генерални, општи за сите луѓе, да не ги нарекува Христос блажени луѓето кои што се во светот и кои што немаат вистинска радост во Бог преку Исус Христос, туку ги нарекува блажени оние кои што се вистински во Бог, кои што вистински го спознале и се спознале самите себе на тој начин. И започнавме со првото блаженство минатата недела, каде што кажавме дека блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Оние кои што осиромашиле, сватиле својата природа на сиромаштво, на бедност, сватиле дека пред Бог немаат ништо што да донесат, туку со празни раце доаѓаат и ја бараат туѓата праведност, тоест праведноста на Исус Христос,
за нивно спасение. И сега, ако тоа е основата на почетокот на животот христијански, ако тоа е основното скалило, секој еден мора да го има, мора да се понизиме, за да ја примиме благодатта Божја, мора да бидеме скршени или скрушени во дух, во срце, за да сватиме дека имаме потреба од спасение, мора да бидеме бедни по дух, за да биде наше Царството Небесно. Тоа е првото скалило и сега можеме блаженствата да ги гледаме како скалила. Ако тоа е првото блаженство, Христос продолжува со следно скалило. Блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. 4 стих на Матеј, 5 глава. Блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Или во другите преводи стои блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Доаѓа друго блаженство кое што Христос го кажува. И сега во овој свет живееме во такво време, а не дека само ова време е такво, и во минатото истите нешта се случувале и нема ништо ново под сонцето, но денес, бидејќи тука живееме, за тука можеме да говориме и за ова време во кое што живееме, денес човекот посебно размислува и копне само по радосни нешта. Сакаме да зборуваме само за убави нешта, сакаме да зборуваме само за добрите нешта, за среќа, радост, за исполнетост, за веселба, за смеа. Сакаме да ги посетуваме местата каде што има радост и веселба, сакаме забави. Тоа е духот на оваа доба. Ко сакаме она што е лесно, она што ни носи некоја радост, некоја веселба, не сакаме да размислуваме за некои посериозни нешта. И не е тоа само во светот, туку и во црквата. Во црквата се има инфилтрирано, се има повлечено на таков начин што христијанинот е наречен човек кој што треба да биде весел, радосен, среќен, и не го негирам тоа, секако дека ние сме наречени блажени и како што кажав, само верникот ги прима овие блаженства. Блаженството е среќа. Но во црквата се има инфилтрирано тоа гледиште, таа филозофија на радост, на задоволство, на среќа, забава, преку многу начини, преку славењето да биде само радосно, само весело, да си пееме песнички кои што ни прават добро да се чувствуваме, никогаш да не пееме нешта кои што се сериозни, и како што во псалмите многу често се пее смртта на неправедните или неблаженството на безчестивите, на оние безбожници. Тоа не го сакаме. Во црквата денес кој има тоа, сакаме да пееме за љубов, за радост, нешто кое што не прави да во внатрешноста, во стомакот да не заиграат некои пеперутки, да си пееме за љубов, за радост, веселба. Воедно се има инфилтрирано во црквата тоа учење на радост, на веселба, во тоа што нереално се има замислено гледиште за христијанинот како некој што постојано се смее од шестка до шестка и се му е рамно, се му е смешно, интересно, нема никакви маки, нема никакви тешкоти и само се смее и се е добро. Но, драги браќи и сестри, пријатели, тоа не е вистината на христијанскиот живот. Тоа е нешто кое што последно во време се има инфилтрирано во црквата, а христијанството никогаш не било такво нешто. Не било религија на забава, на веселба, проста радост, некоја привремена. Не, било исполнето со радост и треба да биде радосна
религија која што носи вечна благосостојба на духот и на срцето на човекот, но воедно христијанството е религија која што носи сериозност, која што во себе подразбира многу голема сериозност и тежина, бидејќи се работи за вечност. И во споредба, овој живот на земјата што го имаме е многу краток во споредба со вечноста. Вечноста е необјаснива за нас. Не можеме да проникнеме во вечноста. Ние размислуваме временски, онака како што живееме. Минува ден за ден и можеме да ги сватиме годините на човекот, но никако не можеме да сватиме вечност. Нешто што нема почеток и нема крај. Дури кога би стигнале милиони, милиарди години, нема, тек почнува таа вечност. И на тој начин религијата, христијанската религија, се занимава со сериозни нешта. Бидејќи овој живот од 70-80 години е краток, а е припрема за таа вечност, за она што следи. И како сме живееле тука, одредува како ќе живееме во вечноста. На тој начин ние сваќаме дека мора да бидеме сериозни. Мора да бидеме сериозни, да ја научиме сериозноста на животот и битноста на вечноста. Каде ќе бидеме откако ќе заминеме од оваа земја. И мудриот Соломон тоа многу јасно и брутално го кажува дека тој дух на времето, на веселбата и на радоста е безумство. Вели во 7 глава на својата книга на Проповедник, 2 стих, вели подобро е да се влезе во куќа каде е жалост, отколку во куќа каде е гозба, зашто онаму е крајот на секој човек и кој е жив, нека го вложи ова во срцето или нека размислува за ова. Продолжува, подобар е јадот отколку смеата, зашто срцето е радосно за жалосно лице. Срцето на мудрите во куќата на жалост, а срцето на безумните во куќата на веселба. Мудриот Соломон што кажува тука, дека мудар човек е човек кој што размислува на жалост, размислува на тага и оди на места на тага, а не се наоѓа на места на гозба, на веселба или да не се каже забави и журки. Не, тоа е безумство, вели мудриот Соломон. И тоа не станува збор апсолутно, не го кажува тоа апсолутно дека не смее мудриот човек никогаш да биде на место на забава и веселба. Не, току по споредба. Кажува споредбено дека местото на жалост, местото на тага, на плач е место каде што може многу повеќе да се научи за овој живот и за вечниот. Местото на тага и на плач е место каде што ја учиме сериозноста на овој живот и битноста на вечноста. И затоа Христос, второто блаженство кој изрекува на оние кои што тагуваат, блажени се оние кои тагуваат или блажени се оние што плачат. За светот, а и за црквата денес може да се гледа така дека ова е безумство. Како може да се има радост во тага? Како може едното со другото? Тоа се контрадикторни поими. Тагата е отсуство на радост.
А радоста е отсуство на тага. Не може да коегзистираат, не можат да имаат соживот тие две нешта. Но Христос го кажува тоа. Блажени се оние кои тагуваат. Блажени се оние што плачат. Тие се блажени. Радосни се. И сега не станува збор блаженството дека е во тоа тагување и плачење, ќе видиме понатаму, го објаснува нештото со зашто, вели зашто тие ќе бидат тешени. Не станува збор за тагата дека само по себе е радост. Не станува збор за нанесување на себе си некоја болка и ние да уживаме во тоа, некое извитоперено гледиште на човекот. Не станува збор за тоа, туку Христос кажува некоја подлабока работа која што треба да ја разбереме. И тука мора да првично да видиме кои се оние кои што тагуваат. Светот е полн со тага. Нема човек кој што не тажел за нешто. Светот е полн со плач. И од секојаш било така. Од падот на Адам и Ева до денес нема човек кој што не плачел, кој што не тажел. И дури е интересно што човекот што од самиот почеток на својот живот, како се одредува дека едно бебе е живо и здраво кога ќе излезе од утробата на мајката. По плачот. Плачот е нештото кое што го почнува овој живот на земјата, надвор од утробата на мајката. Плачот или тагата е нештото кое што е почеток и животот на човекот е исполнет со тага и жал. Секако, секој човек знае што е тага, што е жал, бидејќи секој изгубил нешто. Тоа е тагата. Зошто тагуваме? Тагуваме поради загуба на нешто мило. Дали е тоа човек, дали е нешто предмет или некое богатство. Тагуваме заради загуба на нешто добро, нешто скапоцено, нешто што ни било мило. Тоа е тагата која што ја има човекот. Тагата е загуба на оно што е добро и возвишено. И сега, дали Христос тука ги нарекува блажени сите? Блажени се оние кои тагуваат. Па добро, тоа се сите луѓе на земјата, сите тагуваат на некој начин. Сите тагувале. Дали се сите блажени? Не, треба да бидеме по-конкретни. Како што кажав, блаженствата се особините на христијанинот. И некој човек што е надвор од таа состојба на благодат, без дејството на Светиот Дух, не може да се пронајде оваа тага. Не е тага која што е општа и се присутна, не е тага која што ја има секој човек кој што загубил некој близок или нешто драгоцено. Не станува збор за тагата на верните, на побожните, тагата на оние кои што тагуваат за загубата не само на материјалните нешта, на добрите нешта на овој свет, туку најмногу тагуваат за гревот, тагуваат за загубата на добрата состојба во која што се наоѓале Адам и Ева, нашите прародители. Тагата за која што зборува Христос тука е таа тага, плачот за добрите нешта, за оние нешта кои што побожниот човек сваќа дека се тежина, товар на овој пат кон вечноста и ги оплакува. Ги жали зошто ги имаме се уште тие нешта. Како што кажав, најпрво е гревот. Тагата за гревот, тагата за сопствениот грев.
најпрво, бидејќи ако не тажиме за сопствениот грев, не можеме да тажиме за гревовите на другите. Тоа сме лицемери и сме во заблуда, бидејќи имаме само праведна тага. Гледаме на себе праведнички, а тагуваме за гревот на другите. Тука станува збор за тага која што е предизвикана од гревот сопствен најпрво. Ние сме грешни. И сега, ако одиме со ред на блаженството, блажени се бедните по дух. Како што кажав, тие се оние кои што сваќаат дека се ништожни, дека немаат ништо што да принесат пред Бог. Таквите брзо после тоа сваќаат дека не само што немаат што да принесат добро пред Бог, сваќаат дека имаат многу зло во себе си, многу грев кој што го носат со себе пред Бог. А Бог е свет и не може да поднесе ништо зло пред неговите очи. Бог не може да ги гледа злите работи на човекот. И на тој начин, оние кои што се бедни по дух, сваќајќи ја својата ништожност, веднаш потоа сваќаат дека имаат многу грев во себе. И тој грев ги турка во тага, во жал. И што е покајанието ако не е тага? Кој човек вистински се покајува? Не оној кој што манипулативно сака само да се извлече од некоја ситуација, како едно дете кое што се наоѓа како зема од забранетите нешта на својата мајка или татко и фатен потесно, или не сакав да го направам тоа. Дали е тоа покаяние? Или покаяние подразбира нешто посериозно, сваќање на својата вина и желба за одвратување од тоа и обновена послушност, обновена сила за да не го правиме повеќе тоа. Покајанието е баш тоа, преумување, станување нешто ново, менување на нашите мисли и на нашата натрешност. И кој вистински се покајува? Оној кој што сваќа сериозноста на својот грев. Оној кој што сваќа дека гревот не е само што го носи нему зло и се кае поради што, како што кажав за детето, кое што сака да се извлече од одговорноста и поради страв се извлекува на некој начин. Не. Вистинското покаяние подразбира сваќање дека гревот не е нешто кое што некогаш ако некој не гледа можеме да го направиме. Не, гревот е секогаш пред очите Божји, секогаш е видлив за Бог и е пред Бог и е против Бог. И на тој начин тагуваме бидејќи сме го повредиле светиот, жив и вистински Бог, оној кој што не создал, сме го навредиле, повредиле и сме му нанесле зло. И тоа дури и кај дете, кое што разбира дека повредил го повредил својот родител, едно дете сваќа и се нажалува кога ја чувствува тагата кај својот родител и одвоеноста или растојанието кое што се создава после некој прекршок на едно дете, или пак и во брак кога се погреши еден на друг, се чувствува некој растојание. И кај оној што погрешил, природно е, добро е, доблесно е да чувствува тага за тоа растојание, да чувствува желба тоа да се помири, да се направи повторно хармонија во домот и на тој начин се покајуваме, бараме прошка, бараме
помирување и повторно соединување. Па тоа истото и со Бог. Ние му грешиме на Бог и со нашите гревови го жалостуваме Светиот Дух, како што се вели. И со тоа, ние ако ја сватиме сериозноста на гревот, треба да тажиме за собствениот грев, за да бидеме помирени, да сакаме вистински да се покаеме искрено од нашето срце. А кога го имаме тоа, и нашиот живот треба да биде покајнички живот, постојано грешиме, постојано треба да се каеме, постојано треба да бараме помирување со Бог, да бараме милост од Бог. Затоа нашиот живот е борба, таква борба, која што апостолот Павле опишува во Римјаните 7 глава, каде што кажува: беден човек сум јас, кој може да ме избави од ова смртно тело? Фала му на Бога за Христос Исус. Тој може, тој е оној кој што не помирува, и тоа е процесот на христијанинот. Паѓаме во грев, бараме покаяние, се преумуваме и одиме повторно во послушност кон Бог. Тоа треба да биде животот на христијанинот за себе си, тагата за гревот во себе си. Но воено тагата за гревот не престанува тука, бидејќи ако сакаме вистински да му служиме на Бог, тоа ќе бидеме жалосни за сеопштиот грев, за гревот во другите луѓе, најпрво гревот во нашите браќи и сестри. И ќе сакаме во црквата да бидеме свети, да бидеме чисти пред Бог. И затоа ќе се укоруваме, ќе се утешуваме, поттикнуваме кон љубов и светост. Бидејќи кога некој брат греши или некоја сестра, тоа ќе сакаме вистински тој брат или сестра да се обрати кон Бог, да бара вистинско покаяние и тој да тагува за својот грев. Тагата подразбира тага и за другите, за ближните, за оние кои што се во црквата, но потоа подразбира и тага за прекршувањето на Божиот закон општо од целиот овој свет. И псалмистот во 119 псалм тоа неколку пати го кажува, на 136 стих од 119 псалм е доста корисен во нашата тема. Потоци солзи потекоа од моите очи, зашто не се запазува твојот закон. Од кого не се запазува неговиот закон? Од светот. Вели, потоци солзи потекоа од моите очи. И тука е прашањето за нас. Може би плачиме за својот грев, може би вистински се каеме за својот грев искрено, и може би сакаме во црквата да имаме светост и искрено да живееме едни помеѓу други без лицемерие. Но дали кога ќе излеземе одавде и сме во светот, дали на наши работни позиции, дали со роднини кои што не веруваат, дали тогаш потоци солзи течат од нашите очи? Зошто? Зашто не се запазува Божиот закон? Дали кога сме во друштво со неверници, дали не навредува како тие го навредуваат Бог, со искористување напразно на неговото име, со пцуење, со одвратни зборови и разговори кои што христијанинот не треба да ги поднесува? Дали не нажалува, дали не натажува, дали плачеме за тие нешта? Ако не, тогаш има нешто што го предизвикува тој проблем во нас. Најверојатно не сме доволно изложени на светоста Божја, на славата Негова. И на тој начин не ни е грижа за другите луѓе. Немаме љубов, како што Бог има за другите. И сега тука, како што кажав, овие блаженства се блаженства кои што се исполнати во целост, и сите тие особини во совршенство се покажани во Господ Исус Христос. И како што започнавме,
кажавме дека овој свет е желен за радост, за веселба, некоја леснотија, Христос по Евангелијата, која е единствената емоција која што не е опишана на Христос? Радоста, смејата. Никаде не ни се пишува во Евангелијата дека Христос се смеел. Никаде, апсолутно нема текст каде што можеме да најдеме дека Христос се смеел. А ние го имаме смеењето сватено како нешто што мора да го има во нашиот живот, ако го нема, тоа е болно, тажно и тешко. И до некаде е тоа така. Психолошки смејата е добра работа за човекот и за развивањето на човекот. Едно бебе, како што и сега забележуваме, ние како родители, дека почнува да се смее интересно и почнува да ги спознава нештата и се смее. Не го учиме ние да се смее, тоа само се смее. Но друга е поентата, зошто евангелистите не запишуваат дека Христос се смее. Бидејќи е пророкувано за него во Исаја 53 глава, дека тој ќе биде човек на болката. И се кажува во 3 стих, беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, од кого секој го отстранува лицето. Беше презрен и за ништо го сметавме. Тоа е описот на Христос. Тоа е описот на оној кој што го славиме и го воспеваме. Христос во Евангелијата е опишан и гневен. Ревноста за домот Божи го изеде и направи камшик и ги истера продавачите во храмот. Е опишан како плаче. Ни се пишува Исус заплака на гробот на Лазар. Ни е опишан како јаде, како спие, сите тие нешта. Но смејата не е опишана за неговиот живот. Не го опишува неговиот живот, зошто бидејќи тој тука на земјата беше човек на болката, свикнат на страдањата. Бидејќи во совршенството негово, тој ги виде вистински последиците на гревот. Ние гледаме површно. Ние го спознаваме нашиот грев, но не го спознаваме доволно добро, не го спознаваме доволно длабоко. Но Христос кога дојде, не имаше собствен грев, но го гледаше гревот на неговите браќа, на неговите ближни. И тагуваше. Тагуваше по Ерусалим. Тагуваше по неговите ученици заради нивното маловерие. Тагуваше за сиот народ, за болните, за оние кои што страдаат. Тој беше човек кој што го исполнуваше ова блаженство во целост. Тој плачеше, тој тажеше во целост заради гревот на другите и ги сакаше другите, поради тоа што тој е оној кој што ги создал и ги возлюбил своите посебно, оние кои што Бог, Таткото, Отецот му ги дал, за кои што требаше да почини и да претрпи таа смрт на крст. Тој беше презрен и за ништо го сметавме. Дори некои велат дека Христос на свој 30 на години изгледал многу повозрасен. Зошто? Бидејќи немал веселост, немал лесност во него, бидејќи бил натажен. И тагата и помеѓу нашите луѓе тука ја гледаме како предизвикува старост. Е една од одликите на оној кој што е тажен и оној кој што тагува постојано, брзо остарува. Тоа е јасно ни е. И некои коментираат на тој стих кога Христос кажува дека уште пред Авраам да биде, јас сум, и фарисеите и другите му велат, па ти немаш уште
ни 50 години, а си бил пред Авраам, значи изгледал скоро колку 50 на години, а не изгледал на свој 30 години, најверојатно. Некои тоа го толкуваат така, не го земаме како здраво за готово, но ни покажува дека Христос беше човек на болката, свикнат на страдањата, човек кој што тагуваше, човек кој што плачеше поради гревот, поради последиците на гревот. И тоа е следното, последиците на гревот. Последиците на гревот е оттуѓеност од доброто, од она во кое што се наоѓа Адам и Ева. Совршено, создадени, да можат да го избираат доброто, да го отфрлаат злото, тие паднаа во грев, бе оттуѓени од Бог. Тоа е најголемата последица на гревот. Гревот донесе смрт помеѓу луѓето. На тој начин последиците се енормни. Имаме смрт, имаме болки, имаме секакви страдања. И тие нешта предизвикуваат тага и жал. Но како што реков, не е само општа тага за нештата кои што ги губиме и страдањата во овој свет природни, но секако ги вклучува и нив. Мора да размислуваме за тие нешта, дека се последица на гревот и како такви треба да тажиме за нештата кои што ни донесуваат смрт и тешкотија во животот. Поради гревот ги имаме болестите, ги имаме страдањата на овој свет. Затоа, размислувајќи за тоа, треба да размислуваме подлабоко и што ни носи вечноста, вечниот живот со Христос. Не ни носи само една радост во неговото присуство, туку ни носи целосно обновено тело, воскресение на телото, не само на душата, туку и на телото. И телото Бог го љуби и телото наше ќе го воскресне, ќе го направи сосема ново, нераспадливо, без болка и без потреба од плач. И вели во Откровение, јагнето кое е среде престолот, ќе ги пасе и ќе ги води на извори жива вода, и Бог ќе избрише секоја солза од нивните очи. Плачот биде избришен и нема повеќе да го има во вечноста. Тоа не носи кон блаженството. Блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Оние кои што тагуваат на тој начин како што опишавме, блажени се зошто не бидејќи тагуваат, бидејќи ќе бидат утешени, бидејќи утехата доаѓа за оние кои што тагуваат. Не привремена утеха, не земна утеха, не со враќање на нештата кои што сме ги изгубиле, туку утеха која што носи вечно блаженство. И најпрво утехата доаѓа и тука, на земјата. Христос, кога си заминуваше, на учениците ги припреми во таа горна соба во Јован, неодамна го работевме на тој текст, ги припремаше за неволите кои што ќе ги снајдат во овој свет. Ги припремаше за страдањата кои што ги чекаат. Но што им вети? Им вети дека нема да ги остави сираци, туку ќе го испрати Духот. И како е наречен Духот? Утешител. Утешител. Тоа е истиот корен на зборот. Ќе бидете утешени. Тие ќе бидат утешени. Најпрво тука на земјата Бог не утешува. Ние имаме секакви страдања, секакви болести, но и секакви причини за тага. Ние сме опишани како луѓе кои што тагуваат, не како луѓе кои што се весели и само ракоплескаат со рацете си играат. Не сме така опишани, сериозни луѓе кои што тагуваат за гревот, оплакуваат
злото кое што се случува, но воедно луѓе кои што имаат утеха, имаат надеж, имаат сигурност. Другите луѓе немаат утеха. Оние кои што загубуваат некој ближен, па еве луѓето во Кочани за кои што ние огромна жал, немаат утеха во Бог. Не се утешени. Загубиле преблиски луѓе, млади луѓе со просперитет. Не се утешени. Не можат да најдат утеха, никако. Нема да најдат утеха дури и институциите, ете да бидат казнети, правдата да биде донесена. Нема тие луѓе никогаш да се утешат човечки гледано. Само Бог е оној кој што може да донесе утеха во срцето на човекот. Мирот кој што го дава Христос не е мир што го дава светот. И затоа треба да се молиме и за таквите луѓе. Да најдат утеха вистински во Христос Исус. Само тогаш ќе најдат надеж за душата своја и ќе бидат на сигурност. И во сите бури и неволји ќе можат да стојат закотвени во таа надеж која што Христос ја дава. Единствено Христос. Утехата која што е ветена тука е вистинско блаженство, бидејќи не е само овоземна, тука е утеха која што е вечна. Нашиот плач, како што видовме во Откровение, ќе биде претворен во радост. Ќе пееме во Псалм 30, каде што е јасно, тоа не е опеано. Плачот го претвора во радост, зашто неговиот гнев трае само еден миг, а неговата добрина цел живот. Плачот доаѓа навечер, а радоста наутро. Го обрна мојот плач во играње, ја симна од мене вреќата и ме препаша со радост. Тоа го прави Бог. И сега и кога ќе опееме тој псалм, да го пееме со разбирање, бидејќи тоа го кажува апостол Павле, да му се молиме на Бог со разбирање и да пееме со разбирање. Тука станува збор за таа вечна радост. Ние во овој живот сме опишани како такви луѓе кои што тагуваат, сме нажалени, но воедно сме и најрадосни. Како парадокс на овој живот. Сме најрадосни бидејќи нашата радост не е на оваа земја. Нашата радост е вечна. Нашата радост се наоѓа во сигурноста која што Бог ја дава. Има многу примери на луѓе кои што тагувале за загуба на некои грешни работи или немоќ да ги освојат тие грешни работи, како што е примерот со Хамнан и неговата сестра Тамара. Тој тажеше дури на начин кој што глумеше болен за да ја придобие неговата сестра, да легне со неја. Тоа е нештото кое што се случувало и тој во својата грешност го направил тоа. Исто така Ахав, најзлобниот цар во Израел, беше гневен и се налути. Зошто? Бидејќи не можеше да го освои Навутеевото лозје. Навутеј, побожен човек, не си ја даваше својата земја, бидејќи таа земја му беше ветена. И Ахав се растажи, тагуваше поради својот грев. Не станува збор за таква тага, станува збор за тага не кон грев, туку тага за гревот, поради гревот. И тогаш Христос ви кажува дека сме блажени, бидејќи ќе бидеме утешени. Не бидејќи тагуваме, туку бидејќи ќе бидеме утешени. Ќе не утеши Бог и ќе ни ги нашите солзи ќе ги преобрати во радост, во радосен восклик кон Бог.
И истото нешто во Лука, кое што ни се пишани овие блаженства на сличен начин, ни е кажано, горко вам, кажува и обратното, оние првично блаженствата, оние кои што се блажени, но потоа ги кажува и тие проклетства на оние кои што живеат обратно од Божиот наум за нашиот живот. И вели, горко вам кои се смеете сега, зашто ќе жалите и ќе плачете. Тоа е обратното. Ние, ако денес во нашиот живот не се најдеме во оваа особина, така сме тажни поради гревот, така сме тажни поради сета загуба на доброто што имаме, поради тоа што не сме во толкава близина со Бог колку што би можеле да бидеме, тогаш ние се радуваме, ние е смешно, ние е интересно да живееме во гревот. И Христос вели, вие ќе плачете, ќе ридате. И тоа е пеколот, нели? Плач и крцкање со заби. За оние кои што денес уживаат во задоволството на овој свет, Христос опоменува. Опоменува сериозно. Радоста носи кон тага, а тагата носи кон радост. Каде сме ние? Дали се наоѓаме во блаженството, дали сме блажени, или ни се кажува горко вам? Да размислиме длабоко, да се преиспитаме и да бараме од Бог благодат, зашто само така можеме вистински да спознаваме гревот, да спознаваме нашата ништожност, нашата беда и да тагуваме поради нашата беда. Тогаш царството ни припаѓа нам, но и утехата. Утехата од утешителот, од оној кој што ни го дава она што е најдобро, она што е возвеличено и она што го прими самиот Христос и во својата тага, со радоста која што беше пред него, ја трчаше трката поставена пред него. Христос Исус тоа го правеше. И што е ветувањето од Исаја 61 глава, од првиот стих? Духот на Господа Бога е на мене, зашто Господ ме помаза, ми испрати да им донесам радосна вест на бедните, да ги ислечам скршените срца, да им проповедам слобода на заробениците и ослободување на оние во темница, да ја навестам годината на Господовата милост и денот на одмаздата на нашиот Бог, да ги развеселам натажените на Сион и да им дадам венец место пепел, масло на радост место облека на жалост, песна благодарница место очаен дух. Ќе викаат дрвја на правдата, Господов расат за негова слава. Амин. Да се исправиме, ако сме во можност, и да се помолиме. Господи, Татко наш небесен, слава, чест и величие нека на Твоето свето име. Ти си прекрасен Бог. Ветуваш прекрасни работи. Ти благодариме што во овој тежок живот, исполнет со болка и страдање, Ти ни ветуваш дека ќе не утешиш и не утешуваш. И Ти благодариме за утешителот кој што е помеѓу нас, Светиот Дух. Славиме, Оче, што си го испратил за наша утеха, за наше охрабрување и поттик во светост и во љубов кон Тебе. Те молиме нека нашите срца копнеат по Тебе, дај да ја гледаме славата Твоја, Твојата светост, иако живееме во грев, дај ни светлина, дај да согледаме нашата грешност, да се покаеме и вистински да тагуваме за
нашите гревови, за гревовите на нашите ближни, за гревовите на овој свет. Те молиме, Господи, помогни ни во сите тешкоти кои што ги имаме, да можеме, како Павле и Сила во затворот, да ти пееме на Тебе, да се радуваме на Тебе, зашто Ти си нашиот Спасител, Ти си нашиот Утешител, Ти си Богот на мирот. Тој мир што го даваш, не може да го даде овој свет. Ти благодариме. Те молиме, Боже, за наши ближни кои што не веруваат, дури и тука ако има меѓу нас некој кој што не верува, Ти делувај во неговото срце, да и овој ден да биде ден на спасение, и овој час да извика кон Тебе, и Твоето Слово да биде делотворно во животот на луѓето околу нас за спасение. Те молиме, Ти делувај и биди милостив. А се молиме и за оние кои што се натажени, скрбени од овој живот, а и оние кои што се прогонети и измачувани, дури убивани за Твоето име. Да и нив утеши ги, помогни им и води ги. Те молиме тие да истрајуваат во верата и преку нивното сведоштво да и запали светлина кај тие луѓе кои што ги прогонуваат и ги измачуваат. Така прости им, зашто не знаат што прават. Те молиме, Боже, делувај и биди милостив кон овој свет, зашто се водат војни, има гласини за војни, има секакви неприлики, незгоди. Те молиме, Ти давај утеха, вистинска утеха и радост во срцата на луѓето кои што страдаат. Не е утеха да се бара она што е земно и што не може да даде утеха, туку дај да те бараат Тебе. Посебно се молиме и за натажените семејства во Кочани и во другите градови кои што тагуваат и страдаат. Дај им вистинска утеха. Дај да се преобратат кон Тебе и да најдат вечен мир. Сега се молиме остатокот на овој ден Ти да не водиш, да не пратиш, да ни дадеш светост и посветеност на Тебе. Се што правиме за Твоја слава, да уживаме во Твоето присуство. Во името Христово се молиме. Амин.